Ново издание, да си кажеме, добре дојдовте. За жал, нашата преубава Македонија е затрпана во ѓубре и во недостиг на системско решение за управување со сметот. Таа работа е оставена на комуналните предпријатија кои се мачат да ги расчистат контейнерите, а дивите депонии, односно оние големи ридови затрпани со ѓубре, работа оставена на група ентузијасти, активисти за животна средина и волонтери кои од време на време ја чистат Македонија, односно тоа од време на време последниве години стана организирана акција наречена Генералка викенд. Една таква ни предстои предстојниот викенд, петок, сабота и недела. Илјадници волонтери со поддршка на сите општини во држава, голем број институции и компании ќе тргнат во акција на расчистување на големите ридови и оние диви депонии кои ги има на секој агол. За оваа тема денеска зборуваме со Никола Станковски и Евелина Ченска од волонтерскиот центар Скопје, како и за промоторите, односно инспираторите на оваа акција Генералка викенд, Гордана Софија и Ханес Јекел, кои ќе ги вклучиме од лице место, односно од една од таквите депонии кои за жал се видливи на многу места. Добро утро и добре дојде во студијата на Никола и на Евелина. Добро утро. Вие сте дел од таа армија на илјадници волонтери кои предстојниот викенд ќе имаат многу работа. Така. Волонтерски центар е еден од партнерите на оваа иницијатива која постои веќе 5 години и сме дел од тие 44.000 волонтери кои до сега се вклучили во изминативе 4 години, ова јубилејна 5-та акција, каде до сега илјадници тони на ѓубре беа собрани. Како изгледа тоа? Ги засукавте ракавите, односно еве со куси ракави? Петок? Па добро, за нас петок е многу пати во годината и во месецот, така да ова ќе биде еден од редовните активности за каде што нашите волонтери и активисти се вклучени во поддршка на вакви иницијативи преку целата година. Евелина, како изгледа тоа, еве, искуство од минатата година? Како изгледа Генералка викенд? Како почнува, како тече денот? Што конкретно се работи? Ние почнавме со некои видеа за социјални мрежи, за да подигнеме свест, за да спремаме луѓе за акција. И ова беше 4 видеа. И после закасавме буквално ракави и отидовме да исчистиме во кисела вода. Бевме дел од главна акција во Кале. Беше на Кале. На Кале беше главната акција, почетниот момент. Како оди чистењето? Ставате ракавици или како? Па ние, нашата организација пред се одговорната за првичниот приемниот дел на сите волонтери кои доаѓаат на тие поголеми еколошки акции, на сите им даваме ракавици, им даваме упатства за да не се повредат, им даваме локации кај има највише ѓубре, но веќе ќе дојдат локациите обично кои се веќе претходно договорени се со огромна површина ѓубре, така да луѓето се веќе спремни и знаат што ги очекува. А вие чистите и самите или вие организирате сам? Чистиме цело време. И како тоа, како оди тоа? Каде се собира ѓубрето што го собира? Во вреќи го ставате или како? Да, се собира од подот, од земјата, се собираат разни пикавци, остатоци од харти, од разни работи се става во вреќи, кои подесна се стават на куп, ги собираат сите и накнадно подесна ги собираат со возила, ги однесуваат на депонија, каде што и требало првично да завршат. Така да буквално и со рака се собираат, нема некој начин. Некои имаат помагала со стапчиња, но најчесто собираат со ракавици директно од земја. И колку трае тоа? Па трае неколку часа. Ќе има неколку дена. Ќе трае главната акција ќе биде во петок и ќе трае од 9 до 11, значи 2 до 3 часа, така нешто, од 8:30 до. Така. Луѓето кои сега не гледаат и можеби сакаат да дадат поддршка, вие сте организирани како волонтерски центар Скопје, си имате ваши членови, си имате и волонтери други кои се веќе пријавени или ќе се пријават, меѓутоа некој што не гледа сега и сака да се приклучи, како може да го направи тоа? Така, една од локациите кај што нашите волонтери од волонтерски центар Скопје ќе бидат заедно со другите вклучени институции и организации, ќе бидеме на Скопскиот аквадукт, започнува во 9 часот на 9 мај во петок. И секој кој е заинтересиран да допринесе со својата енергија и со својата волја за почиста и поубава животна околина може да дојде таму. Ама ќе има и на други локации низ целата држава, значи на сите општини ќе бидат вклучени, така да има на социјалните медиуми Генералка викенд, има локации, мапа каде што ќе се одвиваат сите активности, така да секој кој не е од Скопје, може да се вклучи во својата заедница. Колегите сега кои ќе се јават во живо, ќе се јават од друга локација во блиско до реката Вардар, каде што исто е
Така. Страшна гледка на Волонтерски центар Скопје, колку луѓе вие ке вашата организација? нашата организација, ќе дојат околу 15 члена, 15 кои вработените и локалните активисти. Сепак е тоа работно време и активности, многу млади се на различни места, верувам ќе бидат вклучени во своите училишта, така да. Така. Евелина, кој е вашиот мотив да бидете волонтер кога станува збор за битката за здрава животна средина и за чиста? Мислам дека сите сакаме да живееме во убава средина. И не е убаво да се гледа ѓубре насекаде. А мислам, пошто јас доаѓам од Полска, и за мене Македонија е многу посебна земја, каде што во душа и во срце има отпечатана планина. Ако нема чисти градови, нема и чиста планина, и река, и све. Затоа ние треба да имаме отпечатано во глава грижа за сето ова. Кога би направиле паралела со вашата Полска, почиста е Полска, нели? Малце почиста, да. Ама тука сме во битка. Во Полска и се селектира отпадот за разлика од колку? Да, има повеќе можности за да се селектира, пошто тука стварно дури и да луѓе сакат да селектираат, понекогаш не знаат како. И затоа треба да се подигне свест за тоа. Како во Полска зрееше свеста? Како научивте во Полска и да селектирате отпад? А овде како тешко ни оди Ова се тоа? менуваше преку години, пошто јас памтам Полска дека беше малце позади, исто, позади тие земји како Германија или Франција или другите. Значи, ова треба време. И затоа сега мислам дека Македонија е на пат, пошто јас сум тука 6 години и гледам дека се подобрува. Само треба да имаме таа надеж, пошто гледам дека луѓе често се откажуваат, ама не треба да се откажуваме, пошто одиме само малце споро, ама ова е процес. Што на прв поглед ви паѓа во очи во Македонија кога шетате по улица? Ви пречат тие преполни контейнери кои често пати се излеваат? Пречат, ама јас сакам да гледам малце повисоко и гледам планина тогаш, која сега малце е затрупана преку сите згради кои се градат, ама се уште гледам А кога надеж. шетате по планини, не забележувате и таму отпад? Има, Има и таму. ама ова е тоа што кажав, дека ако нема чисти градови, нема ни чиста планина. Све треба да почне од тука. Никола, какво е чувството, например, кога Ханес Јекел од таа страна, сега ќе го вклучиме за кратко, или Евелина Ченска, дојдени од Полска и од Холандија, треба да ни ја чистат државата, а ние сами не можеме да ја расчистиме, и покрајте вашите напори како волонтерски центар Скопје. Зошто не бива толку? Па ние 20 години лично јас сум вклучен со разни активности и со такви меѓународни искуства, каде што ете многу пати сум имал чест странци да ни ја чистат државата или околината, и на прв момент е нели малце и жалосно кога тоа се повторува со години, истите луѓе доаѓаат со надеж дека нешто ќе се случи. Ама едноставно си ја сакаш земјата и сакаш да допринесеш за своето, и драго ти кога имаш поддршка од други, ама од друга страна во очекување на системски подобрување и на некој континуитет на тие работи, што ги видела и Евелина, дека работите се менуваат, ама со некој поспор момент, така да генерално сме носто мотивирани за да допринесеме со тоа искуство што го излеаме од надвор, за да се реплицира тука. Добро. Фали простор за движење по улица од многу ѓубре. Се согласувам со тоа. Дефинитивно. Ето, ја вчера вечерта недело. Освен коли сега ни пречат и контейнери полни со натрупани ѓубре. Вчера ми падна во очи тоа, забележав дека не е исчистено ниту еден контейнер, беа буквално во Дебармало, една вечерна прошетка, ми падна во очи дека контейнерите не беа расчистени во добар дел од градот. Тука е време да ги вклучиме и инспираторите, односно главните иницијатори на оваа акција, Генералка Викенд, што се спроведува веќе 5-та година поред, Гордана Софија и Ханес Јекел. И тие ќе се вклучат од една локација во која за жал ќе биде типична слика, односно вистинска слика на она како нашата преубава Македонија, која и странците ја почитуваат поради природните убавини, изгледа за жал. Поздрав од студиото, Гордана Софија и Ханес Јекел. Како сте утрово? Поздрав, здраво. Супер сме, Горан, фала ви многу за покана. И во моментов сме покрај реката Вардар, во близина на слевот на Лепенец во Вардар, под еден пешачки мост под кој има тони и тони отпад.
Еве, ќе го замолам и колегата Наум, не знам дали ме слуша, ама може вие да му кажете во која насока да ја заврти камерата, за да можеме да го видиме и ние во студиото, а и нашите гледачи. Ете, тие тони отпад кои ги гледате на ридот вие околу вас. Да, еве сега ќе го замолам Наум да ја сврти камерата, да видите што се случува овде. Ова го сметаме како дел од централно градско подрачје. Тука е пешачка патека за сите граѓани и навистина гледката е ужасна. Не само што има одложено различен вид отпад, кабаст, комунален, се што, туку се гледа и отпечатоци дека на самиот зид на мостот дека овој отпад се пали редовно, се е поцрнето. И сето тоа ние го вдишуваме. Така. И ова не е реткост или исклучок, сите такви диви депонии, а ги има повеќе од 2000 и депонии ги нарекуваат само локалните жители, иако тоа се купишта отпад, односно ѓубре, како ова што го покажа камерата на колегата Наум на Телма. И тие редовно чадат, горат и во лето, за жал и во зимските месеци. Веројатно тоа е единственото решение за тие купишта ѓубре да се намалат. Освен тие 2000 диви депонии во Македонија, повеќе од 2000, има и 50-тина кои се сметаат за регуларни, иако и тие не се регуларни, бидејќи не се стандардизирани. И единствена стандардизирана, односно полустандардизирана депонија во таа смисла е скопската депонија Дрисла, која исполнува некој минимум на европски стандарди. Се останато е нестандардизирано, односно диво. Дали тие 50-тина каде што сите поголеми општини и градови во Македонија го одложуваат ѓубрето, или овие 2000, меѓу кои и ова помало парче кое го покажа камерата на Телма. Еве, Гордана, вие неколку години ја чистите Македонија од ѓубре во таа така наречена генералка викенд. За ова што го видовме сега, колку луѓе ќе треба да бидат вклучени во акции и колку време ќе им треба да го расчистат ова што сега го видовме? Ова конкретно место сигурно ќе треба околу 50 до 100 луѓе за да се расчисти, сигурно ќе им бидат потребни 5-6 часа. Ова е една мала локација. Спомнавте дека има 2000 ѓубришта. Тоа се ѓубришта, тоа се 2000 регистрирани ѓубришта од Министерството за животна средина, меѓутоа кој знае колкав е бројот на нерегистрирани ѓубришта. Посебно се одложува во реките и водоловите и ако земете да возите од Гостивар кон Дебар или кон Охрид, секој паркинг место е буквално ѓубриште. И не знам дали е тоа регистрирано, меѓутоа верувам дека ниту еден граѓанин не сака да живее во ѓубре. Ѓубрето го имаме насекаде и затоа ние уште пред 4 години, сега веќе 5, одлучивме да покренеме иницијатива заедно со граѓаните да превземат одговорности тие, да стане навика правилното одложување отпад. И можам да кажам дека во изминативе 4 години имаме многу повратни информации од повеќе општини дека откако се вклучени граѓаните во Генералка викенд, која прерасна во најголемата еколошка национална акција за собирање отпад, веќе има одговорност и не известуваат дека немаат веќе таков проблем од страна на граѓаните неправилно да го одложуваат отпадот, што го сметаме за еден напредок. Меѓутоа, ова оди рака под рака. Ние ги активираме граѓаните и локалните институции и централните институции, значи сите аспекти на општеството се вклучени во Генералка викенд, од што се вели од дете од градинка до пензионери, затоа што граѓаните треба да преземат одговорност, правилно да го одложуваат отпадот, а во суштина ние имаме инфраструктура за одложување на отпад, зошто да се стави кесата покрај континер, кога има континер каде што може едноставно да се одложи. Исто ги мотивираме и комуналните предпријатија и локалните самоуправи, како и централните власти, да се воведе селекција на отпад во домаќинствата, затоа што тоа е единственото најдобро решение. Многу далеко отидовте, Гордана, многу далеко отидовте. Спомнувате уште една болна точка, селекција на отпад, тоа е нешто што е се уште далечно, бидејќи Македонија е единствената земја, можеби во Европа, која
не води воопшто ниту статистика за количеството на селектиран отпад, веројатно толку е незначително што не заслужува да биде забележано во статистиката. Да се вратиме на акцијата Генералка Викенд. Она ѓубре што ни го покажавте сега со камерата на Телма, веројатно досега сте го расчистиле, повторно е затрпано, велите, зрее свеста кај граѓаните, ви дава надеж тоа што повеќе разбираат сега отколку пред 5 години, дека ѓубрето е наша заедничка мака, заедничка болка и исто ни пречи на сите. Меѓутоа, се расчистили ли оваа депонија што сега ја видовме досега? Да, е расчистена, меѓутоа повторно е полна. За жал. Тоа доволно кажува веројатно самото за себе. 98% од отпадот 98% од отпадот во нашата земја завршува во локалните депонии, а само 1 до 2% се селектира, што е тажно, затоа што може да биде обратно. Само 1% отпад кој што не може да се селектира и не може да се преработи, може да заврши на дивите депонии, а се останато значи реупотреба и преработка на отпад, рециклирање, тоа значи исто и подобрување на економијата и на локално и на централно ниво, затоа што отпадот е во суштина пари. Да, и кога милуваме да се споредуваме со европејците, еве и според количеството на генериран, односно создаден, колку продуцира отпад секој македонски граѓанин, со околу 438 килограми тони годишно, е некаде малку под европскиот просек. Меѓутоа, кога станува збор, повторно ќе кажам, за селектирањето на отпадот, тука сме навистина бедни, немаме воопшто ниту 1% селекција на отпадот, иако во некои општини како што е Скопје, например, се покажуваат првични знаци после 3 кусур децении самостојност, и тука не можеме да се споредуваме ниту со една Словенија, ниту со Австрија, која е, например, лидер на европската скала со селектирање на отпад. И еве, како што Евелина во студиото сподели впечаток, односно одушевување од природните убавини на Македонија, но разочарување од она што го гледа по контейнерите, но и по планините. Тука би замолил и за Ханес Јекел, кој е веројатно инспиратор на оваа акција заедно со тебе. Гордана, како тој ја доживува Македонија низ годините поминати овде и зошто човек од надвор треба да мотивира чистење, не можеме ние самите тоа да го направиме? How you see Macedonia and the situation here, and why people from outside have to come and do something about it? Те молам, Гордани, за превод, бидејќи Ханес не слуша, да. Јас сум не од Холандија, јас сум од Австрија. Ханес е австриец. Австриец Gastarbeiter. Hey. We see a huge development. Over the last 5 years, a lot of things have happened here. Гледаме голем напредок во последните 5 години, многу нешта се променети. And we see especially from the private sector is the most driving sector in the ecology in this country. И приватниот сектор во нашата земја е најголемиот двигател и мотиватор за екологијата во моментов во нашата земја. Because we see because the whole Generalka weekend is only possible with the support and not just financial but also moral and organizational support from our partners such as Pivara, Evena, Sparkasse and many more. Цела Генералка викенд е поддржана од овие приватни компании за да може да се спроведе на национално ниво. But they're not only doing this for sponsoring and advertisement, they're really having the ambition to create a better environment, not only for the citizens of this country, but also a good environment is also the best argument for a good economy. Бидејќи овие компании сватија дека добрата екологија, солидната екологија значи добра економија и затоа и тие се самите жители на оваа земја и затоа се двигатели ја поддржуваат акцијата. Така, Гордана, европејците, еве и Ханес како австриец сакаше да не пофали дека забележува напредок низ годиниве, така и Европската унија сака да ни помогне да ги расчистиме овие диви ѓубришта, повеќе од 2000 и да ги стандардизираме оние 50 депонии каде што поголемите градови одложуваат ѓубре. Кога станува збор за статистиките, еве, например,
Со последна пресметка од 2023 година, австриците создале на ниво на Европска унија најмногу смет, 827 килограми по глава на жител, пред данците со 787 и граѓаните на Луксембург. Од друга страна, најмалку смет генерирале романците и тоа 301 килограм по глава на жител, пред пољаците со 364 и естонците со 373 килограми. Ние, реков, македонските граѓани со 438 статистика од минатата година сме некаде тука во рамките на европскиот просек. Меѓутоа, кога станува збор за селекција и рециклирање, тука сме навистина лузери. Австрија со 516 килограми по глава на жител е на водечката позиција и според количеството на рециклиран отпад пред Данска и Германија. Водечка е Австрија на Ханес. Гордана, генералка викенд 3 дена, петок, сабота, недела, комбинирано со акција за пошумување, што редовно се случува на есен. Од кој аспект вие како организатори, промотори на акцијата сте позадоволни, од чистењето на ѓубрето или пак од пошумувањето? Од двата дела, од двете акции, ние сме преблагодарни за сите локални самоуправи, за сите општини кои што прифатија да бидат дел од генералка. Ние сме организатори и координатори, меѓутоа општините и граѓаните се тие кои што ја прават цела акција и затоа сме навистина почестени и благодарни. Генералка викенд годинава ќе се случува, како што кажавте, на 9, 10 и 11 мај на цела територија на Македонија во над 500 локации и би било убаво кога сите повеќето граѓани би се вклучиле и би преземале одговорност. Доволно е секој да излезе на својата улица или да го исчисти тротоарот и улицата од отпад и тогаш ќе имаме и генерално чиста средина. И треба со ова како граѓани да ги поддржиме и општините и комуналните предпријатија, да не им создаваме повеќе проблеми, туку да бидеме одговорни да го одложуваме отпадот како што треба и да се грижиме. Ако денес секој еден од нас излезе и отиде до пазар или до продавница и ако види отпад, убаво би било да го собере. Тоа е негов дом. Така, и уште малку околу свеста и околу она што ве прави активисти за заштита на животната средина. Во изминатите неколку акции на генералка викенд, значи оние 4, оваа 5-та, расчистени повеќе од 1000 локации, барем според оваа статистика што ни ја донесува волонтерите во студиото и вие што ја кажувате од таму, собрани 1 милион килограми отпад, односно 1000 тони, и засадени околу 120.000 дрва. Не знам дали имате увид колку од тие се фатени, колку успеале да останат од тие дрвца кои сте ги засадиле. Меѓутоа, факт е дека Европската унија со години очекува од Македонија системско решение на проблемот со управување со сметот. Тоа се оние така наречени 5 регионални депонии кои никако да го видат сонцето на денот, бидејќи кога станува збор уште пред 20 на години за овој проблем, прво беше првично предвидено да бидат изградени 12, потоа таа бројка падна на 8, па сега и оние 5, како што реков, никако да почнат да се градат. Последните најави од властите, од надлежните во Министерството за заштита на животната средина беше дека во последниот квартал на 2025-та конечно ќе почне реализацијата на овој проект и покрај отпорот на локалните жители. Прашањето сега за вас е дали и вие како луѓе кои ги организираат овие акции се соочуваат со проблеми на локалното население кои не умеат да препознаат бенефит од национален аспект? Како и во секоја, дури во европските земји, тоа што Ханес го споделувал со мене, секогаш има 20% од граѓаните кои што се неумни. Така и тука. Меѓутоа, во самата акција никогаш не сме се соочиле со отпор. Би сакала само да напоменам дека регионалните депонии, ако се изградени по европски стандарди, се најдоброто решение за нашата земја, затоа што од отворени ѓубришта тогаш ќе имаме затворен систем на менаџирање со отпад и ниту една кеса ништо нема да лета надвор и да загадува, туку се ќе биде во соодветен затворен систем кај што отпадот ќе се преработува и мислам дека и граѓаните треба да бидат информирани
пластично, буквално со фотографии, можеби со една кампања, како ќе изгледа целиот овој систем кој што е имплементиран во сите напредни земји во Европа, така треба да биде и кај нас. Добро рековте, Ханес ви кажал дека 20% од граѓаните не се дисциплинирани на секаде, така и во Македонија, можеби кај нас тој процент е поголем, меѓутоа, еве прашање за Ханес уште едно пред да ве поздравам. Како Австрија го решава проблемот со тие недисциплинирани 20% од граѓаните кои не постапуваат согласно правилата за управување со отпад, односно ете ѓубрето не го третираат така како што треба и како што предвидуваат законите. How Austria is managing with these 20% citizens who don't comply on the laws for a waste selection? They are handling, like in every country, where people are respecting the laws, they are treated according to the act. So, како и во секоја земја каде што луѓето ги почитуваат законите и овие луѓе се подложни на законите кои што владеат таму. If you break the law, if you destroy public property, ако го прекршите законот, уништите јавен имот, these illegal landfills are destruction of the wealth of the Macedonian people. Или овие илегални ѓубришта се деструкција и уништување на имотот на сите граѓани. And according to the destruction of the property of somebody else, there are consequences. И секој што ќе го направи тоа во Австрија и во другите европски земји има последици, односно е санкциониран. Да, кај нас во Македонија веројатно не е санкциониран, па затоа си дозволуваме слобода да се однесуваме така како што се однесуваме со она што е заедничко и што ни припаѓа на сите. Гордана, Ханес, ви благодарам за вклучувањето во да си кажеме и ви посакувам успешна акција на расчистување, да расчистите што е можно повеќе вакви критични точки и се гледаме на есен за време на пошумувањето. Благодариме многу и секој е поканет да учествува во акцијата. Да, петок, 9 часот, кај Аквадукот во Скопје, веројатно почнува акцијата таму. Тоа ќе биде отварањето, меѓутоа ќе се чисти паралелно и на многу локации низ цело Скопје. На веб страната на Генералка Викенд ги има сите локации, секој може да се приклучи. Поздрав, убав ден. Еве, Ханес сподели искуство како Австрија ги решава проблемот со недисциплинирани граѓани кои фрлаат ѓубре таму каде што не сме да се фрла. Како е случајот со Полска, Евелина? Мислам дека е исто. Тие кои не почитуваат правила се казнати. И затоа мислам дека луѓе имат во глава дека не можат да Дали беше така и пред Полска да стане членка на Европската унија? Од тоа што се сеќавам не беше баш така. Кога Сигурно. почна казните? Кога почна Полска да станува чиста еднакво на Германија и на другите земји од Европската унија? Па кога бев дете кога Полска се вклучи во Европска унија, ама од тоа што се сеќавам почнав да забележам разлика. Значи од тоа дојдоа некои европски правила кои ни помогнале за да знаеме што да правиме во вакви случаи. Така. Никола, вие како волонтер губите ли ентузијазам, енергија, надеж низ годиниве дека ќе стане подобро? И покрај тоа што еве Ханес сака да не пофали дека зрее свеста, меѓутоа зрее бавно веројатно. Работите не се менуваат со оглед на тоа што локации кои сте ги расчистиле веќе еднаш повторно се затрпани, ги гледам од година во година. Луѓето се навикнати да си фрлаат ѓубре на тоа место и без разлика што вие ќе направите во текот на викендот, тоа повторно за одреден број денови, месеци ќе стане ѓубре. Да, може за нив, овие 5 години им дава некој резултат, но ете од нашите, моја лично 20 годишно искуство и како 40 години како што живеам постојам тука, надежта се уште ни дава да влива, пошто бидејќи тука и живееме и создаваме и семејства тука, сакаме барем за нашите деца тоа да биде почесто така сите да идеме на смјани у паркан без штрек, дали ќе згазната нешто или на еден куп работи расфрлани, така да свеста се менува, ама ја мислам дека премногу бавно бидејќи до сега, ај како се споредиме со нашите соседи или со нашите пријатели од другите земји, требаше да има барем да селектираме до сега.
бидејќи барем тоа е профитабилно, има можност, одржлива економија, многу работи со добри примери кои што започнаа да стојат, талпаат, затрупани контейнери. Така, успевате ли вие или некој од вашите пријатели, познавате ли некој во Македонија од вашите блиски што му успева таа селекција на да ја прави? Па да, мислам, Евелина селектира, оди до најблискиот автомат. Да имаше, да верувам, мислам, ние нашите волонтери ги храбруваме, собираат, носат работи кои се рециклираат, хартија и ги носиме на отпадни места. Но сега се помалци има простор кај што се собираат ван тие автомати за рециклирање. Претходно имаше некои повише контейнери за собирање, сега воопшто не постојат. Така да има луѓе, мислам, ние собираме, правиме, има и други што знам, ама верувам да има и повише инфраструктура, ќе биде многу полесно, пошто сега немаме ние доволни контейнери за обичното ѓубре да се собере за обичното, а не па да се селектира. Да. Евелина, што значи во Македонија да се селектира отпад? Има ли инфраструктура прво за селекција на отпад? Вие селектирате отпад. Што значи тоа во македонски услови? Има многу минимална структура. Значи, јас селектирам шишиња. Ова е најлесно да се собира, сите знаат каде можат да најдат автомати од Пакомак, дури да добијат поени за тоа. Има насекаде контейнери за стакло. Ова е многу битно исто. Ама јас кога се враќам во Полска, например, многу ми е чудно, пошто таму има нешто поголемо и тогаш мајка пак треба да ми кажува ова овде, пошто има повеќе можности, повеќе работи можат да се селектираат. Колку канти во домот имате во Полска, за да не треба мајка ви да ви кажува кое ѓубре каде треба да си го најде своето место? 4 различни плюс ако некој селектира и компост. Тогаш тоа е различно. Тука прво треба да се бара каде има вакви работи. Сега мислам дека има некои апликации кои помогнат да најдат контейнери за шишиња во Скопје. А контейнери за стакло гледам насекаде. Значи ова е нешто подобрено. Веројатно во Полска, во поголемите градови, во Варшава и во останатите поголеми места, овие контейнери што ние ги гледаме во Скопје се веќе пратени во историјата. Нема веќе контейнери над земја што се отворени и што ѓубрето тече од сите страни. Има и такви, зависи од места, да. И во Варшава дури? Во Варшава исто. Само има малце повеќе селектиран отпад, има различни бои, како јас викам тоа, пошто тука имам во глава дека е зелено, жолто и плаво. Така. Добро, Евелина, Никола ви благодарам многу за гостувањето во Да си кажеме и ви посакувам успешна акција во петок, сабота и недела, да исчистите што е можно повеќе снег. Благодарам.